Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Пријателите на Исус го зеле неговото мртво тело од крстот и го положиле во нов гроб, издлабен во карпа. Потоа на влезот на гробот поставиле голем камен. Исус бил распнат на крст. Бог го казнил. Затоа што бевме многу грешни, тој умре. За мене и за тебе тој умре. Многу тажни, учениците седеле заедно во една куќа и се сеќавале. Никој не можел да разбере зошто Исус требало да умре. Петар бил особено погоден. Многу му било жал што се откажал од Исус и 3 пати кажал дека не го познава. Не можел да си прости што постапил толку кугавички. Тогаш било многу доцна, зашто Исус бил мртов. Исус умрел на крстот, ја пролеал својата крв за нас. Кога ќе му ги однесеме нашите гревови, ни простува. Тој ни простува дури и мене и тебе. Одеднаш вратата се отворила. Тој е жив. Исус живее. Веќе не е во гробот. Ангел ни ја кажа оваа голема вест. Петар, тој ни кажа особено да ти кажеме тебе. Исус живее. Треба да ми кажете дека тој живее? Петар не можел да се воздржи. Трчале со Јован до гробот колку што можеле побрзо. Погледнале внатре. Телото на Исус веќе не било таму. Виделе и поверувале дека Исус воскресна од мртвите и повторно живее. Веднаш се вратиле и им кажале на другите ученици: Исус легна во гробот, но не остана мртов. Тој воскресна на Великден. Алелуја! За мене и за тебе. Алелуја! За мене и за тебе, за учениците и за Петар, за неуспешните и за луѓе кои направиле многу погрешни нешта. Исус умре на наше место и воскресна. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!